Драги слушатели, добро утро. Јас сум Сотир Костов, а за тие што ќе не гледаат на вечер, добро вечер на YouTube каналот на Радио Лидер. Денеска сум троа хиндикепиран, ми го нема Љупчо Златев, нашата медиумска звезда. Пративме нашите северни соседи малку да им помогне да се стабилизираат, така да тој доби специјална задача и отсуствува деноје. Ќе успеам некако јас да се снајдам сам. И ми помогне нашиот човек од техниката, а имам прекрасен специјален гостин за денес, така да се надеваме дека ќе ја истераме работа. И без многу одлагање, уводи, кружење како дошто околу Краговец, да кажам, гостин мене денеска во Радио Лидер во утринско еспресо, значи еспресото ќе го пијам со Пеце Милевски, пратеник во Собранието на Република Македонија, од ВМРО ДПМН, инаку Пеце од Битола, значи денес се дружиме со битолчани. Пеце, добро утро, добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за можноста да видам ваш гостин, да го испијам утринското кафе заедно со вас и со слушателите на Радио Лидер. Да знаеш што хубаво кафе прават. Јас сум на еден вид гостин, јас сум само ко водител. Еве бе, денеска и главен водител, што да ти кажам, на стари години покушавам, се обидувам да бидам новинар, ама еве ќе си помагаме едни со други. Песе, како е бе во тоа Битолата, бе? Како е во тој градот на конзулите, градот на македонската култура? Убаво во Битола, уште еднаш благодарам на поканата, се надевам следен пат тука ќе види домаќинот, па ќе можеме да поразговараме или ќе ни дојдете вие на гости во Битола. Ние сме широко град народ, сакаме гости, имаме што да покажеме и што да се пофалиме. Убаво во Битола, имавме добра и се уште трае, да кажам, зимската сезона. Да. Ски стазите функционираат и на Копанки и во Нижополе. Така што имаше доста и гости, имавме убава зима и вондосна културна забава, организирана од страна на општината, со зимската приказна, многу туристи, повеќе од 50.000 луѓе не посетија околу новогодишните празници. Тоа е голема бројка, браво. Па имаше доста содржини. Траеше 10 дена, со многу забава, со многу гости, со многу движење. Градот беше полн. Убава беше овој период, добро поминавме, но тоа е веројатно од повеќе аспекти така, како да кажем, истрасирано овие години труд на локалната самоуправа. Морам да го поздравам нашиот градоначалник, локалната самоуправа. И поздрави од мене. Така што има проекти, се работи, се реализираат работи, се најавуваат новите работи кои што треба да се остваруваат оваа година. Пак ќе кажам благодарност до сето ова невидена досега поддршка која што се случува во делот со кредитот, од унгарскиот кредит или средствата кои што се издвојуваат од буџетите и поддршка на локалните самоуправи, на сите локални самоуправи во државата. Така што има доста работи се случуваат во Битола, убаво. Браво бе, битолчани, браво. Добро, а те прашам, како се аклиматизираше во Скопје, веќе некои си 7-8 месеца, ти си пратеник од ВМРО ДПМН, учествуваш во власта, што се вели, во законодавната власт, ти си дел од највисокото законодавно тело парламентот на Република Македонија. Како бе со овие скопјанчиштава? Успеваш да соработуваш, како ти оди овде во Скопје? Јас пријатно се чувствувам со тоа што нови обврски, нови предизвици, не е едноставно и не е лесно да бидеш пратеник или човек кој што на кој што е делегирана дел од власт од граѓаните кои што те гласале, значи делегирале одредено влијание, моќ политичка која што треба да се внимава многу што се прави, како се функционира. Се уште учиме во собранието, затоа што ние сме прв пат пратеници и постарите колеги се коректни, имаме што да слушнеме, што да научиме. Поздрав нормално до пратеничката група која што утро се подготвува за, веројатно доколку не слушаат. Ајде ги поздравиме. Да, поздрав до пратеничката група која што се подготвува, денес имаме седница на собрание, и до координаторот и другите заменици координатори, значи поздрав, се надевам дека ќе имаме добар работен успешен ден, па и сите пратеници кои што не се од ВМРО ДПМН, да имаме убав работен ден. Коректен однос, браво. Така што собранието е навистина
би кажал, најкомплексната или едно најважните институции во државата во која што се носат законите и таа е законодавниот дом кој што треба да го трасира правото или правдата или она зашто сите луѓе го се залагаат или го чекуваат или зашто сонуваат во нашата ни мила Македонија. Мисле, морам да видам, искаме подсети која употреби фразата еве се уште учиме, јас сум љубител на она long life learning, целоживотно учење, ама ме подсетува на првата смешка денес, 2-3 смешки сакам да кажам во врска со Битола, со моите случувања во вашиот, во твојот град. Морам да кажам дека кога 20 година правев една обука со мојот тим во Битола, патуваме за Битола, еден од регионалните центри, тоа беше припрема за тогашните парламентарни избори, и на мојот асистент, случајно или не мојата животна сопатничка Билјана Стојановски, она ме осеќа нешто нерасположен, вика, не си нешто добро расположен, обично кога одиме на едукација, тренинг, обука си окей. Абе, викам своје битолчани, последнава обука, 2000 година за локални избори и рачуне, значи пред тачно 20 години тогаш. Викам, не поминав добро, викам, имаше некои недоразбирања, а то ги обучувавме Демократска алтернатива и ВМРО ДПМН. Викам, нешто многу тешки луѓе ми се видеат тогаш, имам лошо пречувство. Ајде, викам, можеби нема да биде. Не, викам, не сум сигурен. Морам ти кажам, ја мислам дека ти тогаш беше исто присутен на таа обука. Ја многу пријатно тогаш се изненадив на таа обука. Поминавме многу добро тие 2-3 дена кога се дружевме. Ми останаа во сеќавање така едно 4-5 господи и господјици сменети директорки од тогашната нова власт СДСМ и така натаму. Прекрасна едукација, прекрасен тренинг, прекрасна обука направивме и лично мислам, а потоа имавме некои други искуства, мислам дека битолчани се луѓе кои сакат едукација, битолчани се луѓе кои сакат обука, практикуваат тренинг, па и ви добри успеси постигнуваат. Сега во тој контекст прочитав негде во овие портали, каде што има плювање, каде што има нефер однос, неетички однос. Битола била една од понеорганизираните општински субјекти, како велите вие, општински комитети на ВМРО ДПМН. Ја би сакал ти да се произнесеш за тоа, а ја моето мислење ќе го кажам после тебе. Што ќе кажеш ти за ваква една флоскула, за една ваква една невистина? Благодарам за прашањето, вака или така излезе така како прашање за кое што можеме да поразговараме во врска со функционирањето на општинскиот комитет кој што јас се уште го водам во Битола. Се сеќавам јас на таа обука, се сеќавам и на некои други настани на кои што сме биле гости во ваша организација или организација за Академијата Бренд концепти. Бренд концепти, да. Можам да кажам дека општинскиот комитет во Битола дали и како функционира покажи самото време. Назад на 2 изборни циклуси имаме одлични резултати. Нормално тоа не се дължи само на нас, туку на генералните политики или доброто водење на политиката во државата или соочувајќи се со реалните проблеми или водејќи реална политика. Ние треба да се занимаваме со тоа што реално се случува и да решаваме проблеми на граѓаните или да нудиме политики кои што ќе решаваат проблеми на граѓаните. Така што сметам дека сите тие написи или општо написите во, така би ја нарекол јас, си имам своја некоја борба или така да кажем идеја за која што сакам да се борам. Јас сум максимален поддржувач на традиционалните медиуми и силно ги поддржувам телевизиите, весниците, радијата, кои што имаат своја одговорност или уредувачка политика. Сметам дека портали, човек портал, медиуми кои што one man show во медиумската сфера не се ни коректни до крај, ниту пак имаат своја конкретна цел, ниту пак имаат доволно публика. Мислам дека анимираат одредена група на луѓе кои што немаат што да прават или им е интересно или ние во Битола така ги викаме трачари, веројатно и така е и трачарање. Да. Со тоа што за се има своји показатели и најдобро кога се мерат резултатите. Општинскиот комитет, морам да ги поздравам членовите на општинскиот комитет, местните комитети, ако ми дозволи да вака сите поддржувачи на ВМРО ДПМН и сите граѓани кои што ги препознаваат добрите политики и не поддржале во изминатите години. Се надевам дека ја оправдуваме довербата, не можеме се да направиме и не можеме да бидеме совршени затоа што само Бог е совршен.
но се трудиме да бидеме подобри и да бидеме секој ден, секој месец, секоја година да реализираме што повеќе проекти. Морам да кажам дека не е лесно кога ќе наследиш нешто како што наследи оваа влада, сега тоа што го наследи, со многу работи необезбедени, па се сочивме со ребаланс во кој што требаше да се обезбедат средства за плати, средства за К15, средства за да функционираат нормално институциите. И благодариме на разбирањето како политичари на овие граѓани што се свесни, веројатно нивната свесност и разбирање на граѓаните во битола и политичката писменост придонесува да сме и ние како политичари да гледаме што се недостасува во овој период, а едно од тие работи нели ова што и денес вие како тема ја споменавте дека ќе ја продискутираме околу судството, правосудството и така натаму. Па добро. Со битола ќе продолжиме во текот на емисијата. Ајде сега одиме Скопје, ајде одиме на ниво на Република, Македонија, одиме државна власт. Ти сега обавуваш власт и тоа законодавна власт, највисока. Не сум сигурен јас дека кај нас доволно сме свесни што значи парламентарна демократија, дека парламентот и законодавната власт се највисоката и немоќната власт, како да другите власти, а тоа е третата судската, сака шапа да стаи врз едната и врз другата, значи и законодавната и извршната, па од време на време извршната тоа го прави. Затоа денес ајде да збориме за должностите, да збориме за одговорностите и да видиме има ли морал и етика. Отко дојде оваа гарнитура на власт, најавива промени, најавија реформи, најавија корените промени, ама некои луѓе не може да го сватат тоа, дават отпори. Еве конкретно, денес ќе зборуваме за состојбите во судската власт. Како размислуваш ти, како човек кој сега учествува во подготовки, донасање на закони и на еден начин вршите мониторинг на спроведувањето на тие закони, како гледаш на тоа да некој нема елементарно чувство за должноста што треба да ја врши од аспект на одговорноста, која не сака да ја понесе бидејќи не го положил испитот, така да се каже, а за морал и за етика па да не зборуваме како да во нашата свест нема, како да сме скарани со совеста. Па да, тоа денес можеме и малку ќе ги повикаме на помош и Сократ, и Гете, и Кант, кои се бават со овие категории, ама треба на кратка елаборација да ми кажеш зошто најдуваме на вакви отпори, еве, ајде да бидеме конкретни, во судскиот совет, во советот на јавни обвинители, едно што не сакат да понесат одговорност за конкретни афери, за конкретна неодговорност и неизвршување на должности, дури прекашување на закони и устав. Друго бе сакат акумулација на функции, па уште се пикаат во управни одбори, во академии на суди и обвинители, а таму знаеме младите ќе ни ги инфицират и потоа пак ќе добиеме следна генерација неспособни. Какво е твоето мислење во поглед на оваа област и ќе бидете ли малку поенергични вие од законодавната власт ова состојба да биде искоренета и радикално променета? Проблемот во судството, правосудството е манифестиран преку довербата на судството и обвинителството и така. Беше 8 по 2%, се обидува сега нешто да направат 20%, ама тоа е лажна, ќе збориме за анкета. Еве се покаже, сега протестите колку ме довербат. Во очи ми падна така еден наслов или еден текст некаде во вчерашниот ден, каде што моменталната опозиција кажува ете во ДПМН и по 7 месеци власт, довербата во судството се уште паѓа, нивна неуспешност и така натаму. А кај 7 години власт? И тука малце се би сакал, мислам, треба да си сериозен кога си на јавна функција и значи прво ни треба сериозност. Сериозност, апсолутно. И потоа е посветеност и така натаму. Да обвиниш некого дека довербата во судството се уште паѓа во државата затоа што е на власт само 6-7 месеци, не направил никакви промени или измени или не ги искористил можностите на преку собранието или мнозинството во собранието да предизвика промени и да направи промени по закон и устав, затоа што не е целта на крај
да се мешаат тие власти. Извршната си има извршна власт. Така е, отделни независни, Законодавната, а се контролираат едни точно, со друг. точно. Check and balance. Апсолутно. Судската власт треба да е независна и треба независно да суди, да спроведува правото, да избира суди, да го следи, да го мониторира, и да врши надзор на судските процеси, а обвинителството исто така, Советот на јавни обвинители треба да ја следи работата на јавните обвинители, да назначува јавни обвинители и да се водат постапки онака како што треба во предистражни действија и се што они следува. ги делат у задње време на подобни и неподобни, морам да ти кажам, овој Коцевски или како се вика обвинителов, наместо да се бави со прогон на кривични дела и лов на сторители на истите, тој прогласува нето подобни јавни обвинители. Па тоа ескалираше веројатно со промената во Скопското висше јавно обвинителство и веќе од вчера имаме најава или барање од владата да Совет јавни обвинители да разговара за негово разрешување. Не знам што да кажам, можам да забележам, можеби имам и јас и некои лични примери каде што Слободно можеш да кажеш. се забележува дека политиката наназад низ годините длабоко била навлезена во другите власти во кои што не треба да ја има. Некои од нас и мои претходници, но и луѓе кои што се занимаваат со политика и се жртви на некои такви процеси. Нема тука да бараме алиби или да се жалиме, затоа што сме правични сме, стоиме црсто на она што сме го работеле и сигурно правдата на крајот ќе победи. И за тоа се бориме и овие промени кои што се најавени, нормално и интерпелацијата која што ќе се случи во врска со членовите кои што ги назначува собранието во советот во судскиот совет, ќе се надевам дека тоа ќе во наширока дебата онака како што порача и председателот на ВМРО-ДПМН, односно председателот на владата, професорот Кристијан Мицкоски, кој што уште при добивањето на изборите се најави таа реформа во судството или во правосудството, која што на почеток не беше така добро видена или прифатена, не знам зошто, затоа што намерата не е добронамерна, во една широка дебата да се разговара помеѓу сите политички фактори во државата, да се случат промените за ние да Они декларативно сакат, ама суштински не сакат. Сакаат да контролираат во позадина. Дури се забележени случаи, значи случаи во винителствата се чуваат во фиоки, значи тоа наназад го има. Стара болка им е тоа. Стара болка, комунизмот е. Да. Комунизмот е тоа, да знаеш, рецидив за оставштина. Да, битни суштински случаи кои што има докази материјални или каде што може да се превземи, се чуваат во фиоки и се таму некаде складирани, но некои случаи како што се, не знам, нема да тргнувам од себе, но пример имаме градоначелник кој што има пример некакво винение зашто купувал или весници од некои весници во поголем број од бројот на вработени, пример. Ме разбирате, весникот чини 20 денари. Да. Претплата е сега. Или некои кривични пријави што се случуваат низ Битола, пример, не знам, кон градоначелник, кон локална самоуправа, кон директори на училишта, на страшна работа. Тоа може би ти е незгодно, ама ја вака ќе направам една паралела. Фатија судија на Врховен суд. Точно. Со примање подкуп, мито, значи чиста работа. Член на Совет на јавни обвинители кој помагал и со едниот и со другиот направија договор, едниот година дена условно, другиот 3 години затвор, ама никако се затвори клопчето таму, не испаднаа работите околу нив и за да минатото како се однесувале нивните соработници, послушници и така натаму, знаеш, но и судијата Наке Георгиев, мислам, и на Иджет Мемети, кој не знам што не беше во држава, од подсекретар во правда, па министер, па дори мислам и генерален секретар на влада беше, па обдуцман 2 мандата. Да, што ли не, човекот беше катица за све, на крајот се испадна дека немал морална вертикала, немал етика, дека сакал малку и да посредува во мито и така натаму, и ги заборавивме. Сега јас ќе се вратам во 2004-2005, значи, баги одамна, кога во еден меѓународен проект вршевме обука на првите градоначалници по новиот закон за локална самоуправа, новите градоначалници тогаш ВМРО освои многу, Битола, Талевски,
на прекрасна генерација беа, после неколку мандати, што не му направија? Море пари му фрлаа за време Совети дека се држија и дека тој заседаваше. Тој на еден начин ја препароди Битола, имаше и лични трагедии и ово и она, ама тогаш беше некако една голема хајка, мораше некој да биде осуден. Лично мислам дека со голема пристрасност, со голема непрофесионалност, една генерација на прекрасни раководители на локални и државно ниво беа политички прогонувани и да не кажам па колку години се во затвор. Сега овие си прават спогодби со државава. Каде е тука моралот, каде е тука интересот на државата да направи такви спогодби кога губи држава? Сотир, затоа доаѓаме до моментот, значи колку повеќе ова, значи нашата влада се бори со криминалот и ги открива сите криминали кои што се случуваја нели сериозни апсења, сериозна борба се случува со криминал во моментов и како излегуваат тие работи на површина, јавноста се повеќе губи доверба во тоа судство кое што наназад низ годините молчало. Затоа недовербата уште е поголема и затоа паѓа довербата во судството, обвинителството. Значи, владата, го поздравам министерот Тошковски, целата влада која што се труди. Ја мислам, ноќна мора име на овие криминалци и коруптивни политичари Тошковски. Ја лично не го познавам Тошковски, да бидам искрен. Панче одличен правник. Да. И уште беше адвокат. Да. А веројатно еден од најдобрите министри кој што држава ќе го види повсемно за внатрешни работи, затоа што и го гледа. Па наназад изминативе години министерот очигледно бил дел или можеби бил дел од некои вакви ситуации од кои што сега ние патиме, се жалиме или дел од градењето на недовербата кон институциите, за разлика од Панче кој што успешно, имаме доста примери како се бори и токму затоа во тие дилови кои што вие ги споменавте, дојдовме до оваа ситуација сега и за жал тоа СЈО се уште на некој начин е внатре инсталирано во нашиот обвинителски систем и уште луѓе страдаат, многу пострадаа, многу луѓе политички беа прогонети и беа правени сериозни хајки и тие хајки за жал се уште ги има, но јас само ја замолувам македонската јавност, сите слушатели, да се трудиме да го подобриме процентот на препознавање на лажни вести. Јас пред некое време забележав некое истражување, ние сме на дното, со 10% народот 10% само ги препознава вестите вистински. Не поздрави Усаид, не поздрави да ти кажам. И страшно, тоа е страшно. Ние цело време зборуваме, сите го сакаме стандардот на Скандинавија, на Запад и така натаму, но параметрите на препознавање на добри работи таму се многу повисоки. Тие имаат и ми се чини во Скандинавија дури и постојат во образованието предмети кои што се медија, медиуми, јавност и така натаму. Ние треба да знаеме дали тој човек one man show позади тастатура пишува вистини или невистини за некого, дали прави хајка, дали креира некакви случаи или цело време повикува на некаква одговорност, а сето тоа е за некаков негов лично заработка или така да кажеме рекетират. Значи тоа постои. Ај се за овие хајки, за овие спин торнада и спин доктори што ги извртуваат работи и дефокусираат. Значи, сегашниот државен јавен обвинител Коцевски, така се каже. Да, Љупчо. Имаше година дена да се позабави со случувањата во Регбитола, во ТЦС Осломеј, во Евана и така натаму, особено со случајот Ковачевски, бил пријавуван, не било поранешниот директор. Так. Не бил третиран, што кажати во фиока предмет оставен, мирува, замрзнат ние велиме, правниците и поранешните обвинители, да речем, и адвокати. И сега се каже колку е обратот, колкава е штета да само од еден предмет, 7-8 милиони, а вкупно обратот за овие 7 години бил некаде меѓу 120 и 140 милиони евра, се истражуваат и други действија на други фирми, на други поединци,
човекот ни клисна, ни отиде во странство, сега за сега недостапен, дури до пред некоја недела, да не речем 10 дена, немаше ниту потерница, ниту решение за притвор, иако во отсуство се дава тоа, ама, некои локални обвинители, диригирани од некои штабови, диригирани, предпоставам, од републичкиот јавен обвинител, им текнува сега 5 милиевски пратеник во Собранието на Република Македонија, кривично да го гонат за некој си надовес на не знам какви мали хонорари или не знам што на работниците кај што си бил негде директор ти. Значи си давал пази на работничката класа која кај нас е така експлоатирана, така недоволно платена, сега ти си криминалист што треба да те гониме. Ајте молам тука на ова, можеби нема да се венди со ова споредба, ама ја мислам дека се работи за голем дефокус, некој со милиони е во странство, а некој давал на работниците, кривично ќе го гониме, при тоа да не заборавам, исправиме ако грешам, обвинителката што го прави тоа, дали беше керка, дали сна на некој човек, претходно функционер на СДСМ. А да, ама што правите вие во тие организиран програм во Битола? Не мислам сега во моментот, него така малку во блиска минута. Не мислев јас, нели пробав да избегнам малку, да не се добро, да не видам јас во фокусот. Да не видам јас во фокусот, но има тука некоја нејаснотија, веројатно некој се обиде да направи дефокус и ќе следува некој си процес судски, нормално ќе си рочиште, ќе се изнесат сите докази и факти. Но генерално јас сметам дека доколку на некој вработен според колективен договор се исплати работна успешност затоа што добро се заврши работата или извршувал дополнителни работи, задачи кои што како директор некој лице или одговорно лице му го дал, има право да го награди, така што не гледам тука никаква опасност. Но ако тие случаи се најголемото зло во државата, тогаш што повеќе нека ги има, па ќе одговараат. Еве луѓето, сметам дека вработените треба да земаат подобра плата, треба да создаваме подобри можности. Тоа е еден вид начин на менаџирање, се што е во рамките на законите, на правните прописи. Ја разбирам да си ја згомилил твојата плата ако се бил. Не. Можеме да збориме. Ама ти си давал на работниците. И ја сега ќе те апсим, ја? Апсолутно, на тие лица кои што јас не можев да ги... Да изверија нешто друго да те гонат? Ако воопшто има. Ама имаше доста работи кои што се измислуваат. Да. Битола е специфично место за таа работа и... Па голем град сте. Да, и многу луѓе се насочени кон таа работа, Битола да се создаваат тие хајки. Не знам зашто е фокус. Има некој фокус таму. Име интересна. Градот на конзулите, градот на, како беше, 1000 клавири. Да, градот на клавирите, градот на конзулите. Голема култура ширевте уште пред 150 Имаат некоја желба, не знам зашто тоа да се прави така, но треба да се позанимаваат, да, народот го интересираат каде се милионите евра, а не кои работници се некаде наградени ради нивната успешност. Зборуваме за 5-10% на плата месечна, а извршуваат сериозни работни задачи. А каде е штетата? Ако на тие места се вработеле дополнителни луѓе, за кои што ќе се плаќало цела плата плюс придонеси и така натаму. Значи некој се обидел во оваа тешка состојба на јавните предпријатија да направи некакви заштеди со доделување и делегирање на дополнителна работа на некој човек и со тие 5-10% да го мотивираш да брка две работи или дополнителна работа и да постигне поголема работна успешност. Ако е тоа греф, добро, греф е, ќе одговараме, нема проблем. Важно е да најдеме ајде да видиме каде се милионите и зошто случајот адитиви седел во фиока подолго време, а зошто за после преземањето од организиран криминал, за 2 до 3 недели се активираше делото и започна процесите. Тоа е тоа. И такви случаи кои што се чуваат некаде и токму затоа веројатно претпоставувам јас дека сето тоа го знаат истражните органи, дека некаде нешто стои и претпоставувам затоа се и овие промени кои што ќе следуваат и треба да следуваат, затоа што конечно на народот во Македонија без оглед која етничка заедница, сакам тоа сето да се надмине и јас верувам во една таква убава Македонија во која што сите ќе се трудиме да живееме за право правда, подобар живот, подобра економија, подобри услови, пониски цени на производите, реални цени, односно на производите. И во таква Македонија
сите да видиме посрекни, што помалку младите да ни се иселуваат, што повеќе луѓе тука да се гледаат својата иднина, но за тоа да се случи не треба да има ниту предмети во филки, не треба да има ниту судии кои што ќе се договараат и сето тоа за да функционира ова да речеме генерација која што сме живи, не као генерација јас или вие или другите, но ова генерација која што сега живееме, креираме политики или општествено делуваме, треба сериозно да се потрудиме да видиме добар пример, да создаваме подобри услови за сите нас, да гледаме, јас сум човек кој што се обидува да гледа повеќе на материјалното, на суштината, не на на духовното, не на материјалното и на суштината, така што треба да сме исполнети со љубов кон Бога, со љубов кон семејството, со љубов кон сите околу нас. Опа, полека сите вредности на конзервативност и на народните партии ги кажа. Алал да ти е. Песе, ај сега одиме уште по-конкретно. Еве, вчера International Transparency кажа едни многу загажувачки податоци за перцепцијата во поглед на корупцијата и кажа 2 индекси поена пониско и 12 места одиме кој како ќе го каже тоа пониско или подоле на она скала, ама во негатива насока се движиме. Па сега вака, премиерот не знам колку пати кажа дека мора да правиме рез, бидејќи тоа го најавуваше и во изборната кампања, а на изборите доби голема доверба, значи и вие како партија, и вашата коалиција, и председателскиот кандидат, сега председателката Гордана Силјановска-Давкова, ама некои луѓе тоа кога ќе дојде за нивната кожичка да одговараат, не сака да го сватат. Сега новиот председател на Судскиот совет, случајно и тој од Битола, оној ден вака кога му кажуваа за одговорноста, вели, не знам, треба да видиме последниот случај ова судикава што го пуштила овој малолетникот што за жал ја прегрзи девојката, голема загуба е тоа за семејствата Кулакови. Уште еднаш изразувам жалење. Жалење и сочувство. Ама како сега? Прва реченица вика, не знам, ќе видиме што ќе преземеме. Видите се, јас сум 33 години во социјализам растен, сега веќе 35 години во демократија. Ја памтам кога некој не си ги врши работите, прво што е, го суспендираат. Па му поведуваат постапка. Нема не знам. Те молам тој синдром да видиме. Што туку дојден председател? Наместо да пројави нова парадигма, нов однос кон должноста, одговорноста, моралот и етиката, не бе, тој прво што кажа, не знам, ќе видиме. Како го коментираш ова као некоја неодлучност да се позабават и на преден план замисли стават била многу професионална судика и безобразлук на колегите од Кривичен суд Скопје дават подршка, а таму знаеме, таму тој Џолев раководи, кој го избра за председател од 7-мо место, 6 беа подобри од него, наменски го избра, свак ми се отправише, некој скапува во затвор, тој сега си се намести председател на Сдружение на суди, не памтам дека нешто направиле, еве го сега со ново истражување и пазите се молам, ни срам ни перде, 20% било довербата во судството, веднаш утредента му се случи овој случај со собраќајката и овие протести спонтани во цела Македонија, најмногу изразени Скопје, Неготино и Кавадарци, му покажаа дека довербата е ground zero. Те молам прокоментирај го овој однос, бидејќи вие сте тие денови што ќе расправате за нивната одговорност и мислам треба да покажете една сериозност, одлучност. Не камаваат по вас, вие мора да донесете промени. Те молам твојот коментар. Битола низ историјата дала добри правници, како и цела Македонија, но има добри примери на правници. Председателот на Судски совет за судијата Камбовски лично можеби многу малку и го познам, сум го видел вака низ град. Јас сум слушал добри работи за него и мислам дека тој во судската фела има поддршката и верувам дека тоа што го кажал од внимание затоа што сепак се работи за колега судија и не сакал да избрза во носење на заклучоци, затоа што и не е само судскиот совет, тој
го води, нели, судскиот совет. Веројатно се поразговарало, но колку што разбрав е преземено нешто во врска со таа судивка. Така што, значи, се презело нешто и не останало така завиено. Да се надеваме дека што помалку такви случаи ќе има и млади животи ќе се губат. Страшна е ситуацијата во сообраќајот низ државата и ова што се случува околу безбеден град или Safe City, кој што ќе се случи или се подготвуваат тие сите законски промени кои што треба да се случат, сметам дека ќе придонесе, а можам да забележам дека денови низ Скопје ноќе и нема така многу сообраќај, не знам дали се должи на зголемените контроли. Малку, да. Не знам баш тоа го продискутиравме. Пеце и психолошки малку. Па и треба сите да се позанимаваме затоа што како е и протестите, нели, кој е следен, може на секој тоа не да е Боже, но опасноста демне околу нас, така што треба да сме внимателни, сите кои што возиме да видиме совесни возачи, а сите кои што го спроведуваме или треба да спроведуваме закони и да гласаме закони, да носиме закони, законите да бидат во интерес на заштита на животот и безбедноста на луѓето, да го подобриме општественото живење, нели, тоа што и претходно кажував и зборував. Јас очекувам дека и претседателката во Гордана Силјановска Давкова, да ја поздравиме, и таа кажа, таа се изјасни дека сите кои што ќе биде изгласана интерпелација или најдобро за сите која што е поднесена, добро е сами да се повлечат доколку, односно да си дадат своји оставки. Техникава ми сугерира пауза, не бива без пауза? Па ја би терал без пауза, па да го ослободиме гостинот, може би ние ќе тераме, бидејќи гостинот ми не јави дека има пеколен ден во парламентот и ако може без пауза, ја би терал без пауза. Добро, видите, еве сега вака, најавено е колегите враќаат за поздрав од колегите пратеници, поздрав. Благодарам. Не дофрлам дотаму пезнаочари. Значи вака сега, најавена е постапка за менување барем на 5 членови на судскиот совет, што не се од фелата избрани, туку од собранието. Се како собрание те бира, а не може да те смени. Мене тоа не ми иде. Го најдов ја одредбата во вашиот деловник, каде што има бира и разрешува. Комисијата предлага на собранието и замене. Тоа неспорно. И ја не прифаќам импичмент, проверка на одговорност, ако не ти изгледам доверба, дека не си сменет. Каде е морално тука? Каде е твојата морална вертикала? Ама сега ќе бидеме јас предвидувам, дај Боже, не сум во право една ситуација. Советот судски, или за смената на обвинителот овој Косевски што е поведена, Министерството веќе уште денес се поведува, треба мислење да даде Советот на обвинители. Што мислиш, какво мислење ќе даде Советот на обвинители на постапката што ја поведе владата на Република Македонија, што ја конкретизира Министерството за правда и треба да се даде, да се земе мислење од Совет на јавни обвинители и да се оди на парламент. Твое мислење што ќе се случува? Ај малку да предвидуваме. Да предвидуваме? Ајде, па што сега? Јас мислам дека во првите 15 дена нема се произнесат. А во вторите? Си го проучил поставката, браво. Така размислувам. Кажам млад пратеник, ама добро си проучил. Па сум читкал нешто како што кажав и јас не велам дека се знам и многу е тешко и нели како правници не можеме да ги знаеме законите и не треба да ги знаеме законите напамет, ние треба да ги толкуваме. Сега кажам нешто за правникот што ги учи законите напамет или правник си ти? Ја не знам. Па да, правник су, да. Еве ќе ти кажам нешто, разговараш со човек кој 40 некоја година практикуваше право, сега сум во пензија, кога јас го учев правото да го практикувам и како млад вработен, а потоа и функционер во социјализмот, ќе отидев да пијам кафе кај мојот татко, јас сум од правничка фамилија. Можеме да пијам кафенца. Да, мајка и татко правници, јас сум единец и јас правник. Секој пат ќе го затекнев татко ми како на бирото, кога нема работа со странки, на бирото чита закони. Службени весници. Тогаш на СФРЈ беше. И му велев, тато, шо бе ова се, кафе пиеш, пушиш цигара и читаш закони. И он вака ми кажа да ти кажа. Вика, со ти млад си, вика, 2-3 година работиш, запослен во обвинителството бев, општинско, за Кочани и Виница. Вика, немој да ги учиш законите напамет. Немој право напамет, вика, да спроведуваш.
Немој да се срамиш и пред странка, и пред судија твој колега, и пред во судската сала да отвориш и да читаш закон. Законите се прво за читање и пременување, а потоа за толкување, дури толкувањето се има вика и специјални органи кои толкуваат. Така е. Ти вика читај ги и спроведувај ги. Ке се сакаш да ти кажам дека цел работен век ја го спроведов тоа и да бидам искрен, не поминав лошо. Толку околу правниците, те советувам, фати го тој, ти си млад, негде на прва фаза си од твојата кариера, фати го тој трг, нема лошо да поминеш. Целосно се согласувам да ти со кажам, тоа да. што го кажал вашиот родител. Ај се малку да отклониме од темата, бидејќи не мора Нема само ова проблем, тема. ќе прошетаме пак до Битол ако сакате Не, нешто. чекај сега. Сега малку нешто поинтересно За цените јутот може би, битолчани, да не испадне само не ги маваме. Не. Еве сега ќе ти кажам, како да ме предухитри. Имам чувство дека овие 8 месеци без малку сите испити ги положи ова власт, владата, коалицијата, не им тргна добро со прво им тргна добро, да речеме, со работниците, со синдикатите, со коморите, и она главната, и оние другите, што ги има повеќе комори. И да не набројувам. Инвестициите, проектите, и запослувањето, и така, докторите, здравството, за прв пат е зголемена листата на лекови, што е, и така натаму. Ве превеслаа некако овие трговците. Тоа е категорија која не ја мирисам многу, ама еве од кој аспект. Производителот ќе работи, ќе црнчи цела пролет, есен или лето, не знам, зависно од културата, ќе му откупат ефтино, безвредно, 10-струко, 20-струко ќе го препродадат и етите ги цените и ќе се цените големи, ќе се правдаат со инфлација, со не знам ова, со не знам она. Што треба да се направи, дали согласуваш со мене, што треба да се направи да некако оваа власт ги дисциплинира трговците, преби рекол, прекупците на купците, од аспект да не ни создават вештачка додатна сиромаштија и немаштија, бидејќи народот веќе едва и од први до први врзува краишта со мали плати, мали пензии, социјални надомести и така натаму. Прво, не знам дали се согласува со мене, и второ, ние сме пазарно стопанство, слободен пазар, ама не бива овак. Не треба ли малку да сте поригорозни, мислам, и као законодавна власт, и као извршна. Тука малку ќе оставиме нека диши судската власт. Овде се, додека зборуваше трговци, се сетив на ова песната, како беше неразбрани трговците, она се на предавство беше. И што да се каже, да, така е, разликата е само во тоа што кажавте на почетокот дека има успешно справување, се разговара, има диалог, социјален диалог, работа на министерствата функционираат, се обезбедуваат плати, се зголемуваат плати, значи онаму каде што треба, каде што може, во здравство, во образование, се подпиша значи некои зголемувања на ниво на влада со синдикати и така натаму. И сето тоа е добро, но некогаш колку и да даваш, треба и да се види одговорност и малку од другата страна, односно од оние од каде што ги купуваме тие производи кои што сите треба да живееме, или од оние производи што се дел од таа кошничка, нели, која што ја пресметуваат и врз основа на чија што пресметка се формира платата, животниот стандард и така натаму, и нели најавени се таму некои промени кои што ќе се случуваат, но би сакал да кажам дека алчноста веројатно ги води одредени луѓе. Не би сакал директно да ги напаѓам, но сметам дека треба поодговорно. Да, затоа сме ние новинарите тука да ги напаѓаме. Им се даде шанса, многу разговори со трговци, прекупци, како што кажувате, купи, продај, луѓе, големи маркети, големи магазини, и мислам дека имаа шанса да покажат дека и тие се одговорни кон она што и власта го прави како власт, и граѓаните, како одговорни граѓани, го истрпиле во ова време додека имаш инфлација, движење на цени, промена на цени на енергенси, значи разни случувања кои што беа околу нас или во Македонија и во светот. Така што се до тоа на некој начин и короната која што помина, народот го издржа, го истрае, и мислам дека треба да покажат поголема одговорност како приватен сектор, во кој што ќе се вклучат во ова намалување на таа заработка или маржи, на кој што ќе излезат и информации од
пазарниот инспекторат, излезат информации од Министерството за економија, така што ќе сигурно владата ќе преземе нешто и еве се има веќе најави дека ќе се преземат одредени работи со непопуларни мерки. За жал тоа самите тоа го прават и ние самите сме виновни многу често за работи кои што се случуваат. Затоа и кажавме во самиот утрински муаве дека треба сите заедно како општество и општествено делување, сите на својот пат да си ја тераме својата работа, Да. и сите да видиме Секој својата должност. секој својата, и сите да видиме реални за она што се случува околу нас и така да делуваме. Ако сакаме подобро утре, затоа што тоа што го правиме ние се некаде од другата страна се одразува или одекнува и тоа создава друг процес. И ние денес овде што си муабетиме и ние што се познаваме јас и ти дали од обуки или сме се виделе јас како слушател, вие како предавач или како пријатели низ годините, и тоа е со причина така и тоа треба виднина да придонесе за некое добро позитивно дело. И така сите ние. Ке те насмеја малку, јас сум голем љубител на индекси, на починатиот Даворин Поповиќ, има една песна да сам ја неко. Се ја ќе ти кажам да сум ја некој во држава, а јас кога ќе ги уловам дека правеле нефер работи, незаконски, прво зголемувале цени, а потоа намалнувале, значи не намалиле се исти, дури и повисоки, и кога ќе фатам друга недоследност од аспект на хигиена, а има такви, ја парично не би ги казнил. И ја времено би ги затворил. Тоа е најголемата казна за ланците, за овие трговци, да видат како е, кога ќе ги удриш по джеб. Нам граѓаните, како не е тешко, кога идеме по висока цена од вчера, кога ќе видиме, тоа за нас е удар по джебот. Ја мислам овие, што на потта и на немаштијата на граѓаните, како зеленаши, прекупци и накупци се збогатуваат, треба такви мерки да им се направат. Вред, се согласувам, непопуларни мерки, парично не ги казнувам, нека им останат парите, казни ги ти месец дена затвори им еден објект, да видиш дали ќе го прават тоа што го прават и да видиш дали вистински нема да намалат цени кога ќе се прифатат такви политики, кога ќе се прифатат. Може би нема да се согласи со мене, ама дај еден коментар да те видам на ова моје. На овој мој предлог. Мислам дека овде треба конкретно го зборуваме за зелените пазари, за производителите, за земјоделците, за оние кои што ја произведуваат храната, треба сериозно сите да им се поклониме, затоа кој што не работи, тој што не работи земјоделие, тој не знае. Да, така. И што е мака, што е под. Посебно ви ги поздрави луѓето кои што произведуваат храната во Република Македонија и сакам да се изнајде начин и да се охрабрат што повеќе луѓе да продолжат тоа што го прават, да го прават, да се обидеме сите да креираме политика на заживување на селото и зголемување на количината на храна која што сами ќе ја произведуваме, да го намалиме, односно да станеме што помалку увозно зависни, барем во храна, затоа што имаме прекрасно поле, земја која што треба да ја обработуваме, треба да најдеме сила, начин и поддршка, а ти си ова дете од влада Пелагонија, од Пелагонија си ти. Сум работа земјоделие, знам како тоа изгледа, колку што сум можел, сум помагал на своите дедо, баба, родители, така натаму, и не се страмам од тоа. Па и не треба да сум се трудел со се што можам во животот да правам честно колку што сум можел и сум знаел и така ќе продолжам. Сакам да најавам и министерот нешто има најавено до крај на недела земјоделие ќе не посети Цветан Трипуновски во Битола. Има средба со сточари, така нешто. Па ги разрежен тој министер мене. Па се прави агендата. Денес ни е Маријан Ристевски во Битола, заменикот министер за економија и труд. Така што владата е на терен, пратениците парламентот заседава, институциите се обидуваат оно кога што можат да се уште да санираат од тоа што било на некој начин надвор од колосек, се става ситуацијата на позиција нулта и за да можеме да почнеме да градиме напред. И сметам дека за оваа година 2025 ќе биде година во која што на крајот ќе можеме да мериме онај како што е најавено по глава на жител најголеми инвестиции во историјата или многу подобар напредок или поголемо. На крајот ќе видиме параметрите и во правото, и во судството, и во економијата и
На крајот на годината сето тоа ќе се види, затоа што се ова што беше досега не се овие, не може вината да биде на оваа власт која што сега ја води државата, тоа е нешто друго кое што станува. Малку ќе ти изненадам чином. Ја би сакал да искористам твоето присуство овде. Ти си пратеник во храмот на демократијата, парламентот на Република Македонија. И ме замоли пред емисијата и синоќа кога се договаравме да не те држиме многу, бидејќи имаш многу напорен ден, работен, би рекол. Ајде да демистифицираме, ве напаѓаат море вака, она, ти реков ми рече сега да не зборам без основа. Ама факт е дека доста се напаѓани парламентарците, мислам и без основа. Можеш ли да ни кажеш од прилика како изгледа неработен ден на вас парламентарците? Еве денеска чув координација, па чув комисија, па чув заседавање. Така накратко да ни кажеш што ти предстои тебе денеска како парламентарец? Престои секој ден е предизвик. Да. Нели се следиме што ни следува во наредниот ден како активности, ќе разгледуваме материјалите нормално, се појавуваме на работа и ние како и сите останати вработени во било која друга институција, дали е приватен сектор или државен, мора да сме посветени на работата. Некогаш сме во самото собрание физички присутни, некогаш сме на одредени средби со луѓе, со граѓани, оние кои што не гласале. За нас кои што доаѓаме од надвор од Скопје мора и да патуваме. Таа е веќе тема за која што исто така можеме некоја следна емисија да закажеме да поразговараме. Сметам дека нема злоупотреби, туку тоа е се она што следува по закон ако зборуваме по патни трошници, но тоа некој сака да прави фама, тоа се повеќе луѓе кои што веројатно не доаѓаат често на работа или не патувале или имаат. Але Ахмети доаѓа на работа во собрание? Па неколку пати само сме го виделе. За 8 месеца? Да не претеруваш тоа? 2-3 пати. 2-3 пати. Така што денот е секогаш предизвик. Не знаеме колку сати ќе работиме, затоа што не знаеме колку луѓе ќе се јават да дискутираат по одредени нормално точки на дневен ред. Работните тела исто така заседаваат, затоа што на секоја седница, секоја законска измена претходно треба да биде разгледана во работното тело кое што е мое матично работно тело. Следува потоа комисијата за ЗПК, законска правна и така натаму процедура да се помени. Да. Тоа е. Деновите се секојаш исполнети. Идат локални избори. Ние сме изборна година влеговме втор месец. Каква е состојбата во коалицијата ВМРО ДПМН вреди знам? Се припремате ли полека за локални избори? Каква е атмосферата? Се обидуваат некои да извртат некои состојби, па ја би сакал изворно е од тебе. Збори ти во сегментот собрание, например. Собрание. Има некои проблеми на релација ВМРО вреди, ВМРО знам? Во моментов немаме никакви проблеми. Функционира коалицијата одлично. Сите се подготвуваме со своите во своите партии, во своите, да речам, седишта, секој во својот град. Очекуваме голема победа ние во Битола, конкретно на ВМРО ДПМН на градоначалникот Тони Коњановски. Тој е нашиот за сега кандидат, се надам дека нема да имаме некои поместувања таму, затоа што имаме добри резултати, се реализираат проектите и се уште се реализираат. Од она што може да се види според јавното мислење, анкетите. Може да кажа за Тони Коњановски, ова случајно ми тек. Многу малку се знам со него, ама имав прилика кога правев едукација, тренинг и обука во регионалниот центар кај вас во Битола, петок, сабота и недела, ми изненади, едино таму ми се случи да дојде градоначалникот и без малку целодневно да биде присутен, да соработува, да ни помага во тренингот, обуката и едукацијата на кадрите кои тога се спремавте да ја преземите власта, да победите на парламент. Пријатно ми изненади. Обично неле, ова не е закачка, зафатени се градоначалниците, локалните проблеми се големи, а многу на број. Човекот покажа, ја тоа вака го гледам,
им даде почит на тие што трчеле, работеле, гласале за него и му донасале гласови, ја му стегнав рака и му реков браво, Тони. Многу работа има која си во локална самоуправа, посебно градоначелник, а Битола можам да кажам дека е и како град, така, еден од поголемите или еден од најголемите, после нели Скопје, Куманово и така натаму, но како општина имаме повеќе од 60 населени места, односно села околу нас, че Битола е една комплексна и градска средина, но и многу рурални средини, и така што некојаш се наоѓаме и ние под мала критика дека не сте дошле, не сме се видели, но не се пристигнува секогаш да се стигне секаде, иако намерата е наша да секогаш сме присутни со граѓаните и некогаш нека ни извинат ако не секаде сме стигнале да поразговараме, но отворени сме кога тие пак доаѓаат, знаат каде сме, вратите се отворени и на општината и во партиските седишта, така што нема проблем за граѓаните. Ајде малку сега да прошетаме близ прашања. Абе, за пензионерите планирате нешто да исполните сега во март месец? Вториот дел од 2000. Јас сум пензионер, Пеце. Пази, внимавај, Пеце, ломке да направиме. Пензионерите така, следува втора бранша. Мислам дека се задоволни од она што може да го видиме од нашите баби, дедовци, мајки, татковци и кога движиме низ местата каде што тие, најчесто низ пазарите, низ чаршиите, па ги има кај нас и низ Широксток и во парковите. Сметам дека имаме понасмеани лица од претходно и се задоволни од ова што се случи со покачувањето линеарно. Значи да ветам нешто на внучињава мој. Да. Има нешто. Уште 2.500. Добро. Ајма кој евроинтеграција, Пеце? Ајде, ако не звона за на координација. Готово, уште малку и ќе те ослободиме. Веќе звонат, прават штурат. Да, веќе да. Добро, еве. Дали си оптимист, Пеце, дека ова гарнитура која ја поддржувам, што така ревносно ги брани државните и на национални интереси на Република Македонија, че гарнитура на власт, мислам, и во се ја поддржувам, што не ја ведни кичмата и рабето, што не коленичи и пред соседите и белосветските бюрократи, ќе издржите ли, Пеци, и ќе имаме ли каков таков напредок во евроинтеграциите? Покажа и премиерот и министерот за надворешни работи, но и сите вклучени и председателката и сите кои што се вклучени во таа надворешна политика малку повеќе, дека она што на граѓаните им беше кажано во самите избори, но и претходно и се уште се кажува дека нема да се попушти или нема да се наведне кичмата и дека ќе стоиме исправено кога се работи околу прашањата за кои што се создадени како проблем вештачки од претходната власт или се наметнати како недоумици или причини за напредок во евроинтеграциите. Да. Тука нема отстапки и главниот момент е дека билатералните прашања не треба да бидат причина или билатерализацијата на овие проблеми да бидат причина за нашиот напредок кон Европската унија. На нас останува да си ги завршуваме домашните работи, да спроведуваме право, правда, закони и успешна политика за подобар живот на граѓаните, а надворешната политика сметам дека добро се води, премиерот ги има кажано своите стави, министерот за надворешни исто така и не се откажуваме, председателката исто така и не се откажуваме од тој наш вечен пат, сон, нормално сите сакаме да видиме дел од таа Европска унија и евроинтеграциите само треба да не бидат зависни од билатералното прашање кое што е наметнато со нашиот сосед. Пеце, вака така прошедавме, не останавме само во суседом, сега бидејќи стварно треба да заминеш, пред да се заблагодарам, ја ќе кажам една анекдота, па ти налютите колку сакаш. И ова прв пат го зборувам, обично ја не зборувам за моите едукации, тренинги, обуки, ама морам да кажам обитува што ми се случи. Ванредно одам да обучувам младите. На наше барање. На ваше барање. На таа ваша академија, што само вие имате во Битола, Младинска академија. И, драги слушатели, ми доаѓа Пеце ноќта и ми вика, абе, Сотир, можеш утре со тимот да вика да дојдеш, у кој хотел бевме, каде некој предпријатие негде го. Па не знам, на почетокот на градот бевме, во Лозар бевме. Лозар, да. Вика, 2:30 вика,
од местни комитети ќе дојдат вака у твој стил, вика малку да не дрмнеш, да не обучиш. Добро е, Пец, викам, важи, ќе направиме, викам. Колку треба ќе ти платиме? Викам, многу треба да ми платите. За сок и кафе ќе го направиме тоа. Драги слушатели, одам јас утридента. И вистина така беше, да. Многу луѓе дојдат. Во салата 164 ги броевме. И сега со 164 луѓе не можеш обука да правиш. Па се сеќавам, со тимот седнавме, Биленка ги подели на 4 групи по 40 луѓе, им дававме задачи, едни стратегии да направат за избори, други планови, трети од врата на врата, четврти улични кампањи, и не сакај ги направивме една од најдобрите обуки. И затоа тогаш ве прогласивме како најуспешна општинска, ја немам конференција, комитет, да. Вие комитет кажувате таму, и дури целиот твој тим од 3-4 ги донесовме во Скопје во прва прилика обука да прават на Центар, Карпош и другите општински комитети, да. кои немаа доверба во самите себе, и се случи чудо на изборите кои следеа, победоа и луѓето и во Центар и во Карпош. Ете, на еден начин и тоа е Пец Емилиски, знае пријатно да изненади и едноставно човек кој си ја сака работата што ја работи. Пеце, ти посакувам се најдобро, ти посакувам да станеш искусен парламентарец, ти посакувам како правник да успееш, и ги поздравиш твоите колеги не само во Маровциве, и останатите во парламентот, па ако сакаш и ДУИ СДСМ, и знам моите пријатели, ако може пред да се одјавиш. Ви посакувам убав ден, ама не само ден, и ви посакувам ефикасна работа во парламентот. Повели, Пец. Јас само уште еднаш би сакал да порачам на сите слушатели, на сите и веројатно и стримингоди се гледа емисијата, да се потрудиме да креираме вистински вести и да веруваме на медиуми во каде што постои уредувачка политика, каде што постои деск. Јас се сеќавам на Супермен, нели, Кларк Кент, деск поставени бироа, или така да видиме, значи новинар. Така како дете новинар со уредници, да препознаваме вистински вести од лажни вести, од клевети и така натаму, и да веруваме на новинари каде што постои уредувачка политика, и да веруваме само на вистинскиот кажан збор и да носиме собствени одлуки. Човек, медиум не е тоа што треба да ни е пример или начин како да креираме своje мислење за некоја ситуација. Тоа ми е вака во следниот период една работа кон која што ќе се стремам, затоа што се соочуваме со многу напади ние како политичари, социјалните мрежи за жал тоа на многу луѓе им го дозволија, но не во прав пат, туку да го злоупотребуваат. Ви благодарам уште една за можност. Тоа е Пец Емилиски пак не одржа убава лекција да бидем, да ние луѓето од медиумите ја кажуваме вистината, а не да шириме дезинформации, па дури раздори, говор на омрза и така натаму. Пец Емилиски уште еднаш ти благодарам многу на можност. Сега, што правиме техника? Завршуваме со емисија или пауза? Ајде на пауза од 5 минути, па ќе кажеме некој зборче за едно истражување. Може? Се гледаме за 5 минути. Еве, ние продолжуваме, го испративме нашиот гостин. Не сум заборавил, минатата среда ви реков дека ќе се бавиме со еден случај одсуството, поточно со една собраќајка од 2017 година, собраќајка во која загинува една млада жена, би рекол дури мистериозно загинува, тоа е Здравка Стојановска Ристовска од Велес. Сообраќајката се случува во Србија, на автопатот, таму нешто под Белград би рекол. Возилото е управувано од Љупчо Теовски, а сопатници се Панче Ристевски, сопруг на починатата, и Цветанка Теовска, сопруга на Љупче кој го управува возилото. Што е интересно во овој случај? Се случила сообраќајката, имаме смртни последици, немаме ниту судење, ниту приведување, ниту одредување притвор на сторителот на кривичното дело за грзување на безбедноста на јавниот сообраќај со смртни последици, туку едноставно предавање на случајот, што е го дозволува правото и меѓународното право и меѓународната
правна помош на Република Македонија, но видете што се случува во Македонија. И во Македонија нема судење, поточно во Велес се прави онаа фамозната спогодба помеѓу сторителот на кривичното дело и сопругот на починатата и едноставно нема постапка кривична, нема вина, никој не одговара. Сега, мене ми се поставува едно морално прашање. И велам, знаеме ли колку вреди човечкиот живот? Дали може една спогодба меѓу државна институција и сторител на кривично дело да се постигне, а правдата да не се констатира вина, правдата да не биде задоволена? Дали може родителите на несрекно загинатата да не бидат склучени во таа спогодба, току само сопругот, кој не е крвна сродство, да сме сигурни, на сигурно, кој веднаш после 5-6 месеци се преженил и сега срекно се живее, а сторителот со својата сопруга по крузери шетале, заработувале и така натаму. Поединости и, што е најбитно, сообраќајката е настаната поради, стручно кажано, брзо заспивање на сторителот на кривичното дело, тоест човекот кој го право патничкото моторно возило Ауди 6, кој изјавува дека заспал, сведок еден кој видел како се случила сообраќајката, кој ги вадел од кола, го прашал како бе, на автопат вака излетавте, и лицето што го управувало возилото му рекло заспав, и вештачењето што е правено за случајот, во вештачењето е констатирано брза вожња над 100 километри, што е малку дискутабилно, мислам дека поголема била брзината, и причина за настанување на сообраќајката поради заспивање на возачот. Епа лично мислам дека вакво нешто не требало да се случи и дека обвинителите и судиите во Велес требале да покажат малку повеќе чувство за должноста своја, за одговорноста, малку морал повеќе и барем да се обиделе да утврдат под какви околности е сторено делото, па дури потоа да одлучуваат има вина, нема вина. Не, тие се спогодиле како што се спогодиле и така натаму. Денеска толку за овој случај, еве од кои причини. Знаете, во новинарството има еден принцип да се чуе и другата страна. Ово го кажувам од причина што дава можност на сторителот на кривично дело Љупчо Теоски да стапи во контакт со нас, еве, преку етерот го повикувам, бидејќи ние не можеме да го најдеме, и да ни ја кажи неговата верзија на случката. Исто така, да се јави Панче Ристевски, сопругот на починатата, несрекно, мистериозно загинатата, и да каже што го навело, кои биле принципите, кои биле моралните норми, што го натерале за својата почината сопруга да се спогодби, да не одговара човек кој заспал при возењето и при тоа брзо возил. Секако, ќе стапиме во контакт со обвинителите во Велес, со судиите и ќе поразговараме на оваа тема и со нив. Но, ќе стапиме и со Републичкиот јавен обвинител, и со Советот на јавни обвинители, и со институцијата Народен правобранител Омбудсман, бидејќи сите три органи одлучувале по представка и сите негативно одговориле. Чудна коинциденција, отиде на човечки живот, млад човечки живот, 26-7 години, а никој не одговара, а при тоа кога возе заспива. Не може тоа така да биде. Нашето кривично право не е поставено на такви неморални основи и мораме еднаш за секој пат, ево овој случај ќе го искористам, да отвориме дискусијата кога е полезно да се прави спогодба со сторителите на кривично дело,
дали тоа е во интерес на државата, на државните институции и дали животот во Република Македонија е заштитен. Или пак не е заштитен. Сега толку за овој случај, а ќе го елаборираме во емисиите што следуваат, поточно во следните среди, што би се рекло. Сега ќе морам да ги ставам окалките. Збор 2 да кажам за едно истражување што е направено преку платформата Omnibus, а го прави групацијата Бренд концепти, во која членувам јас и на еден начин ја координирам. Станува збор за меѓуетничките односи во Република Македонија, поточно какви се меѓуетничките односи во моментот или најточно од смената на власт па до денес. Верувајте ми, професионално спроведено истражување, 1150 испитаници во целата територија на Република Македонија се мереше јавното мислене на граѓаните на оваа тема. Целта беше да се добијат релевантни податоци за перцепцијата и ставовите и искуствата на граѓаните во однос на меѓуетничките односи, нивниот развој и можностите за подобрување, од причина што, да ве подсетаме, на политичка партија со месеци најавуваше протести, нереди, нарушување на меѓуетничките односи, тврдеше дека се нарушени, тврдеше дека се онеправдани, знаете на кој алудирам, на ДУИ. Ова истражување покажува, верувајте ми, нешто сосема спротивно од тоа што ни го сервира, ни го подметнува ова политичка партија. Инаку, беа истражувањето е изведено преку квантитативна ни прашања, со скала на мерење од 1 до 5, дихотовни прашања со да и не, перцептивни прашања за тоа кои граѓани, како граѓаните ја оценуваат моменталната состојба на овој план и идниот развој на меѓучовечките односи. Беа поставени 8 прашања, можеби сите нема да ги коментирам, ама резултатите се многу интересни, така да прво прашање беше поставено како би ги оцениле меѓуетничките односи во Македонија. Некои си 39% одговоруваат дека тие се просечни, 26% дека се одлични, 9,5% се убедени дека се добри. Тоа значи дека некаде вкупно 73,6% од испитаниците имаат позитивно мислење за меѓуетничките односи во Република Македонија, а отприлика лоши се изјасниле дека се односите 16,6%, и ако се знае дека и некој процент, а тоа е 5,8%, не дале свој мислење, вкупно е 22,4%, можеме да заклучиме дека граѓаните во најголема мера се на становиште дека меѓуетничките односи во Република Македонија се задоволителни, добри и се развиваат во добра насока. Сега на прашање дали сметате дека меѓуетничките односи се подобруваат, остануваат исти или се влошуваат, 39% велат дека тие се подобруваат, 34,8% мислат дека се исти, задоволителни, значи, а само 16,5% мислат дека се влошуваат, а 9,5% немаат мислење. И тука преводава мислењето дека од една страна што се добри, некаде 40% меѓуетничките односи, туку имаме и додатни проценти дека тие се подобруваат. Значи не држи погрешната перцепција што сака да ни ја наметни ДУИ и партиите кои инклинираат кон ДУИ во коалиција, таму некаде 5-6 се, дека не ни чинат работите на овој план. Сега, на прашањето дали сметат дека развојот на меѓуетничките односи е приоритет за владата, интересно прашање, 50% одговориле дека е да. Тоа е приоритет, 29% делумно дека е приоритет, а 4 одговориле со не, а 10 не знаат. И ова покажува дека граѓаните имаат добра перцепција, гледат залагањата на владата, гледат желбите да се подобри состојбата и лично мислам дека 50,1, тоа е малку повеќе од половина, мислат дека владата и понатаму треба на овој план да создава релаксирање меѓу човечки односи, поточно да ги подобрува. На прашањето дали сметат дека партиите во Република Македонија предизвикуваат меѓуетнички тензии за да ја
подкопат борбата против криминалот и корупцијата, се дадени многу интересни прашања и ова е малку загрижува, а тоа е 59,7 одговориле со да. Ова загрижува, значи партиите, тоест некои од партиите допринесуваат за предизвикување тензии на меѓуетнички план. 24,9, значи 25 одговориле не, 15 не знаат. Значи, сепак, некои политички партии треба да се замислат, граѓаните го кажале својот суд, ова е релевантно истражување, 1150 од цела република, со застапеност на сите етникуми, на сите генерации, од најмлади па до највозрастни, и лично мислам дека партиите треба малку да седнат, некои од партиите да стават прстот на чело и да се замислат што и како прават на меѓуетнички план и дали има морал во нивното действување и добронамерност за подобрување на однос. Сега на прашање дали би прифатиле брак, и ова е многу интересно, со личност од друга етничка заедница, 54,3 висок процент велат дека би прифатиле. Мене ова ме радува, значи одиме во една релаксирана состојба, битна е љубовта, битни се комуникациите, битни се чувствата, не е битна етничката припадност и така натаму. Сега на прашањето дали сметате дека младите генерации се потолерантни од постарите во однос на меѓу етничките односи, многу интересни одговори. 49,3% одговориле дека младите се многу поотворени и попозитивни на овој план. 30% мислат дека се малку поотворени, значи сепак позитивно. 14,7% дека се намислени дека се исти како и постарите, ова е мал процент, а само 5,2% мислат дека младите имаат повеќе презрасуди. Тука морам да кажам дека мораме да констатираме дека ваквиот степен на меѓуетничка толеранција кај младите охрабрува и е добра основа за уште поголем процент на подобрување на меѓуетничките односи во Република Македонија, а воедно ние повозрастните треба малку да се позамислиме и да ги приспитаме нашите ставови и погледи во врска со ова прашање, бидејќи ја мислам дека стереотипите и презрасудите се кај нас повозрастните валјда од некој негативно искуство во минатото, и мислам тоа не треба да им го всадуваме на младите, напротив треба да ги воспитуваме, а еве веќе тие покажуваат позитивен однос за релаксирани меѓуетнички односи. И сега последно прашање, кои мерки сметате дека се најважни за подобрување на меѓуетничките односи во Македонија? Многу интересни одговори. 30,9% од испитаниците категорички дека е повеќе од потребно намалување на политичките злоупотреби на етничките прашања. Уште една желам да се замислат одредени политички партии. 25,6% бараат подобрување на медиумската покриеност во позитивни примери на соживот. Ова е 1/4. Треба и луѓето кои работиме во медиумската сфера малку да покажеме повеќе разбирање на ова прашање. 20,7% мислат дека не се потребни културни и спортски настани што ги обединуваат различните заедници, и за мене ова можеби е и најдобриот одговор, и очекувам во иднина на овој план оваа владеачка гарнитура да покаже многу повеќе разбирање, иако го покажува сега, и ете задача за министерот за спорт и млади Борко Ристевски, за министерот за култура, за министерката за образование, да дадат уште поголеми напори на планот на релаксирање на меѓуетничките односи, бидејќи знаеме дека образованието ни е многу невралгична точка, дека многу работи сега воци исправаат од минатото што се погреши, а имали подобар лек од уметност, култура во развивањето на во правење, би рекол, живот заедно или поточно соживот. Мислам дека во главно тоа е суштината на овој истражување. Ова истражување покажува дека погрешна перцепција сакат губитниците од минатогодишните парламентарни избори да ни
наметнат, а тоа е кога тие не се во власт, Македонија е дестабилизирана, Македонија живее лоши меѓуетнички односи, што не е точно, ги демонтираат самите граѓани на Република Македонија, а ја од секој пат сум кажал дека тие се суверенот во Република Македонија, треба да им веруваме и треба само повеќе напори да даваме од нас. Самите, секој каде што работиме, ние медиумските работници во медиумите, политичарите во спроведување на ефикасни политики за соживот, бизнисмените да создаваат повеќе нови економски вредности и нашата Македонија да стане уште подобро место на живење од колку што и сега е. Тука некаде јас би завршил, се надевам, не го отупив многу, уште еднаш кажувам дека денеска не ми беше баш така лесно. Првпат ја водев емисијата сам, Златев ми го немаше, јас сепак мислам дека ние добро функционираме како плюс и минус, секако јас сум минусот таму, како Амер и Руси, или тоа е американецот, јас сум кинезот и Русија, како ден и ноќ, јас сум темната ноќ, тоа е светлиот ден. Едноставно си се надополнуваме еден со друг, тој се е мајстор на занаетот, ама живи и здрави, средната средба, пак почнува нашето тепање и вкрстување на нашите аргументи и контраргументи и се надевам тогаш ќе имаме подобра, поинтересна емисија, а до тогаш уште еднаш го поздравуваме Златев и се надеваме дека неговата мисија во Белград и во Србија ќе биде успешна. Моите поздрави до вас, драги слушатели, а вечер, драги гледачи, се гледаме следната среба. Да сте ме живи и здрави.